Верувам дека ќе уживате во следниот разговор. Видиш како природно ми дојде да заиграш. Тоа така. Навика е, кога гледам луѓе ветерани од фолклор, така ти доаѓа. Да станеме и да заиграме, да свртиме. Па јас и ти бевме во очевлите на фолклорот, ако не се сеќаваш, и тоа добри вешти бевме. Јас да бидам искрена, не многу добро се снаоѓам, ама никогаш не е доцна, така? Дали се сеќавате? Да ги научам сите. Дека едно 40 минути подготовка правевме пред да влеземе во студио народните носи? Да. Беа тоа убави моменти. Баш со Љупчо се потсетивме за тие убави приказни кои што сме ги имале тука во студиото на Утринска на Телма, но она што следно сакаме да го зборуваме и сакаме да ја дадеме покана, затоа што можеби ќе се отвори и четврта група на ветерани. За тоа емисија, за покана до вас. Да, всушност да не заборавиме колку ни е важна традицијата и фолклорот и колку таа наша музика која што може навистина да обедини па и многу генерации и многу луѓе, би рекла, нации во светот, е многу моќна, а за моќта ќе зборуваме токму во следните минути. Всушност сакаме да дадеме до знаење дека во било кој период од животот, без разлика на која возраст сте, особено ако имате, да речеме, можеби поголеми деца и послободно време, времето квалитетно да го искористите одејќи на игра Орна. Така, ја давам насоката за она што ќе зборуваме, а го поздравувам Љупчо Маневски, директорот и уметнички раководител на ансамблот Студио Фолклор, и заедно со нас Маја и Димитар Шулевски, кои што се дел од оваа една од првата ветеранска група. Да. И многу се радувам и се надевам дека ќе пренесеме само добри искуства кои што вие ги имате и ќе мотивираме и многу други ветерани да се приклучат и да ја негуваат традицијата. Добро ми дојдовте. Добро ми дојдовте. Една работа сакам да истакнам на почетокот на разговорот, дека некој пат кога се обидуваме да ја најдеме среќата, а јас велам дека среќата секој пат е состојба на умот и тоа е вистина една навика на која што може да се навлечеме, кога некој пат ние или гледаме околу нас обкружувањето ни е со тажни лица и некако веројатно обсервирајќи ги дневните тековни вести, нели се наталажуваме тоа токсично, свесно, несвесно. Си велам секој пат постои некакво хоби да не биде по пат на монетизација, нешто дека мора се да заработуваме, да имаме нешто повеќе и повеќе во животот, доволно да имате да се вклучите во друштво на во случајот ансамбл Студио Фолклор. Ми беше мојавето дека ако некој во моментот трага бара нешто хоби каде што ќе си најде на свое ново јас. Каде ќе си најде среќата, вистина, гледајќи вас, толку години се познаваме, Љупчо, откако трае утринската, не сум видел кај вас друг израз на лицето. Не дека не поминуваме некој пат низ некакви тешки предизвици. Меѓутоа, состојбата на умот се менува кога мислам дека еклатантен пример ќе биде денеска и Димитар и Маја. Така што ова нека биде покана до сите кои што се наоѓаат во некој подоснажно доба. Дека не постои лошо време, соодветно време постои. Да, за да се вклучи и да ужива во животот генерално. Добро утро до вас и до сите ценети ваши гледачи на оваа утринска ваша преубава програма. Значи, чести задоволство ми е, ние имаме прекрасна соработка. Еве подлог период не бевме тука, меѓутоа активностите кои ни следуваат сигурно ќе ве натераат и вас. Сте блокирани 2027, не ве мислиме сега. Да, почесто се дружиме, а со тоа и да си ја презентираме нашиот корен, нашето битие, бидејќи тоа е единственото нешто што предпознатлив белег на оваа држава. Како се формираше ветеранската група? Каде идејата? Прво да му одговорам на Марко, значи извини Цеце, ова е една фолклорна амбуланта, Ќе го запомнам. Каде што имаме случаи, каде што несреќни луѓе доваѓаат, имаме таков пример со многу примери, нема да одам со имиња, каде што имаат некои починати од фамилијата и се во голема жалост, нормално, меѓутоа, откако дојдоа во Студио Фолклор, им се променува животот. Експресијата? Им се променува животот. Не само за жалните моменти ќе зборимете на работа, значи ни се случуваат, одиме изморени, се враќаме нервозни, легнуваме да спиеме, ќе станеме повторно, а кога одиме на часови по фолклор, значи целото внимание на мозокот е проследено да се работиме работата, ама подсвесно мислиме дека вечер сме на игрорна и дека негативната енергија ќе оставиме таму на игрорна, излезе преку нас
и ќе се наполниме со позитивна енергија. Среќата е навика на која што може да се навлече. И вечерта да легнеме како што треба да преспиме и утрината да отидеме среќни, весели на работа. Тоа е тоа, ја би рекол фолклорна амбуланта, каде што ние, тоа се некои мали примери, има милион примери каде што ние ги усреќуваме луѓето, каде што им даваме некоја посебна енергија. Значи фолклорот колку и да си тажен, колку и секојдневието да ти носи некои секаде брзаме гужви, нервози, кога си на овие часови, верујте дека заборавате све, се препуштате и уживате. А да не зборам дека има и прекрасно дружење. Патувањето, качувањето во автобус е доживување. Значи, тоа дружење, пуштаме музика, ги пееме песните. Значи, си уште стои фактот дека преку игрорна светот може да се Апсолутно. Така? Значи, еве, значи, ќе го потврдат тоа и моите би рекол рекреативци, не би ги нарекол ветерани, малци името ветерани ми навикува на постари, на меѓутоа рекреативци, ќе го потврдат тоа, бидејќи тие и пред тоа играле, сега повторно се враќаат во тоа каде што целата нивна фамилија и децата им играат во студио фолклор. Има многу примери каде што брачните парови се кај нас во студио фолклор, а и децата, цели фамилии, значи, ние сме една голема фамилија каде што умееме да го наредиме тој склоп да бидеме среќни, весели и задоволни сите. Значи дека Димитар и Маја како брачен пар, мислам дека се соодветни да кажат дека во моментов се и ги првата поставена, така? Така е. Носители на фолклорот овде. Така е нас. Не, сериозно е. Интересно се спомена дека сте рекреативци, ама станува и прераснува една животна филозофија, нели? Во ова амбуланта, како што кажа. Во фолклорната амбуланта. Да ви кажам искрено, мене ми е особено драго што и во овие некои можеби подоцнежни години сме успеале да најдеме место како што е студио фолклор, каде што не само ние, јас и Димитар, туку и делови од нашите семејства, вклучувајќи ги нашите дечиња, вклучувајќи и поблиски членови од семејството, каде што навистина задоволството и среќата наоѓаат токму на часовите во студио фолклор. Споменавте во текот на денот, можеби ќе дојдете со негативна енергија од работа, хаосот во собраќајот, сите дневни ангажмани кои што ги имаме сите ние, и кога ќе влезете во просториите на студио фолклор, кога ќе ве пречека видниот лик на наставникот Љупчо и на наставничката Стефанија Маневска, неговата ќерка, и тој ведар дух на сите соиграорци наши, навистина ја менува целата таа енергија и заминувате некако со радост и среќа и со позитивна енергија се враќате во вашите домови. Димитар, семено одите на игрорна вие? Сите. Сите. Заедно со сопругата, децата. Јас сум поранешен игрорец. Кога дознав дека постои групата на ветерани, се приклучив во студио фолклор во првата група на ветерани. Веќе сум член можеби 3-4 години. Тоа значи дека ви не достигаше, бидејќи порано сте играле, па нели период кога не се игра? Можеби едно 10-15 години направив пауза. Од кога дознав дека има ветеранска група во студио фолклор, појдов, видов што е, како е, се приклучив и апсолутно ми се вратија спомените, сеќавањата на она што сум го поминал нели во помладите години. Не може да се абстрахирате конкретно сега од фолклорот, тоа е апсолутно, тоа е дел веќе од нас. Ние ги чекаме понеделник и среда како денови празник на душа. Кога што ќе отидеме по 1 час и половина, ќе одвоиме нели да ги наполниме батериите, да се рефрешираме, што се вика, и апсолутно да си го наоѓаме едноставно мирот таму, како да кажам. Така, верувам дека и така тоа се гледа и од видеата кои што ни кружат, и јас би сакала да потенцираме една работа. Многу од луѓето велат, нели, после работа или како велиш ти понеделник, среда или одредени денови од неделата ќе појдат на некаква физичка активност, спорт. Но игрорната е многу повеќе од спорт. Се сложувате? Да, апсолутно. Апсолутно. Прво за младите тоа е еден фолклорен аеробик каде што за правилен развиток на телото. Значи не само за младите, и за нас, значи во овие години. Значи тоа е еден правилен развиток на телото каде што работат сите делови од телото и навистина се работи пред се за здравјето. Значи ние пред се го имаме здравјето, а потоа со здравјето ни доаѓа среќата, задоволството
и сите останати Често се работи. споминува нели тоа познато гесло или парола за фолклорните друштва дека фолклорот е душата на народот. Така е. И вистина мислам дека затоа вие сте можеби еклатантен пример за географиите кои ги посетувате. Како рековте, 2024 сте во Јужна Кореја. Од таму некако започна особено можеби нели експанзивно да расте интересот за вашето фолклорно друштво. Бевме на светско првенство во Кореја. Со ветеранска група? Не, со првиот ансамбл, младинците, Добро. значи првиот ансамбл, каде што е едно светско првенство, каде што на вистина ми изненадија моите, значи беше претешка конкуренцијата, имаше професионални ансамбли кои се тоа е надпреварувачки карактер. Меѓутоа тоа што го прикажа моите играчи, ја прв пат кажав и ќе го повторам тоа, дека ги надмина моите очекувања. Ги надмина. Значи толку се внесовме, толку дадовме и ќе даваме за оваа држава, се додека не држат овие нозе, овие раци, оваа снага, да си ја представиме државата во најдобро светло. Од тука почнаа сите работи, не видоа многу. Имаше светски лидер на фолклорните ансамбли од цел свет, каде што ја видоа оваа презентација и несомнено од тогаш до ден денеска не престануваат поканите, а впрочем говори и тоа што минатата година ние бевме во Шпанија, ние бевме со првиот ансамбл во Русија, Москва и Владимир, бевме за прв пат Арапските Емирати на истокот. И со ветеранската група бевме во Каиро, Египет. Значи, побаво нешто, побаво представување на нашата држава не постои. Оваа година исто така одиме на престижни фестивали, почнувајќи сега со најмалите во Турција, па во Шпанија повторно со ветеранскиот ансамбл за Шпанија, па се враќаме повторно има друга Турција кај што други групи заедно со дел од ветераните. Одиме за Хрватска, одиме за Тирана на светски надпревар и престижот е Бразил, повторно на светско првенство, каде што тие лидери што го видоа студио фолклор во Кореја не поканија на повторно светско првенство каде што е собир на најјаките ансамбли од целиот свет. Само ќе ги спомнам: Огновите од Анадолија, турците, бугарите Софија 6, исто така фантастичен ансамбл, националниот ансамбл на Колумбија, националниот ансамбл на Мексико, Филипини и не знам уште. Не ви треба вас комерцијална поддршка, вие сама реклама за себе сте. Во каква конкуренција поканата стигна после таа Кореја за ансамбл Студио Фолклор. И резервирани за 2027. 27, ете, прв пат ќе го кажеме тоа, имаме покана стигна Дубај, каде што е најден прекрасен фестивал, повторно во истокот. Да, и Москва, Русија, каде што треба да оди ветеранскиот ансамбл 2027. Значи првата постава. Значи ние веќе до 2027 сме исполнети. Не е ова фалење, ова е вистина показател. Зошто рековме оваа емисија нека биде предизвик за секој што не гледа во моментот, ако е во добра здравствена состојба. Па може да си ја подобри својата здравствена состојба. Мислам, не би треба фитнес револуција во животот, фолклор револуција. Кога, спомена Димитар, ако не слажам, дека веќе 4 години си дел од ветеранската група, тогаш веројатно се формираше. Како се случи идејата да формирате вакво нешто, а велиш има се поголем интерес и дека можеби по овие медиумски изложувања периодов ќе се формира и нова група? Може би повеќе, не само една. Идејата дојде од неколку родители на мојот прв ансамбл, кој со неколку години ме дај наставникот да отвориме една група каде што и ние сакаме родителите да се релаксираме, тука не се децата, да бидеме ние во овој склоп, зашто оние ја гледаат среќата дома на децава. Веројатно сте свесни, Љупчо, дека правите добра промоција на фолклорот и тука луѓето сакаат да се заразат со. Апсолутно, кога дарбата дадена од Господ, зашто да не Ама и кога има чистина во сето тоа, како спроведување. Апсолутно има, значи тоа се гледа со ова ширење на овие групи, со сето убавина што ја внесуваме и што тие ми ја враќаат. Например, јас сум толку години во фолклорот, некоја што доаѓа преку глава, меѓутоа не, кога работам со нив, на вистина ми даваат потек, ми даваат преголема енергија за да продолжам. Па еве сега одам во пензија со танец, па ќе ги појачам ветераните, ете јас ќе заземам место, бидејќи на вистина го заслужуваат тоа, ете да ги засилам јас
редовите на ансамбл студио Фолклор со ветеранската група. Маја, вие сте исто така дел нели од ветеранската група и спомена Љупчо дел од патувањата, каде најубаво си поминавте или каде, не знам, се чувствувавте посебно на овие турнеи кои што ги имате постојано? Па секое патување со студио Фолклор е ново доживување, така да нема да можам да издвојам некое, ќе го споменам последното во Каиро, кое што навистина беше нешто на кое што може би не ни очекувавме дека ќе имаме таков пречек. Таква импресија од луѓето кои што беа локалците во земјата, кон се она што го прикажавме. Постојано имаше луѓе кои што сакаат да се фотографираат со нас заради уникатноста на носиите кои што ги имаме. Бојата доминантна, црвената боја беше доминантна навистина на нас во тие народни носии и организацијата беше на многу високо ниво, немаше нешто што стапува за кое што не знаевме што ќе правиме во одреден ден од денот. Навистина буквално од утрото до крајот на денот имавме комплетна организација од нив, за тоа допринесовме секако и ние да се представиме навистина во убаво светло. Мислам дека оставивме добар образ за студио Фолклор. Така да, навистина беше импресивно. Ќе го споменам и патувањето во Шпанија, каде што од самото влегување во автобусот, тоа е нова енергија. Светот се менува. Пие постојано додека сте на пат? Се пие постојано. Дури, бидејќи бевме автобусот, беше половина детска група, половина ветеранска група. Дури некогаш знаевме да се кошкаме со децата. Не викајте толку, оставете на да спиеме, сакаме да одмориме. Ние бевме така мотивирани да пееме постојано, весели, со емоции. Едва чекавме да стигнеме на дестинацијата, да видиме што не очекува. Навистина, пак ќе кажам, секое патување е доживување. Ново доживување. И навистина има позитивна енергија, убава енергија, весела. И тоа се гледа и од нашите лица, и на фотографиите, и на секој наш концерт. А и од успесите кои што ги остварувате, тоа веројатно го препознаваат оние кои што треба. Така е. Бидејќи да бидеш во рангот со сите тие земји кои што учествуваат на тие интернационални фестивали, навистина е престиж и навистина е гордост да си ја представиш својата земја со сопственото знаме, со сопственото име на тие земји. Ова е уште еден показател дека музиката, особено фолклорот, не познава буквално никакви граници. Значи, подеднакво се ужива и кога не се разбира јазикот, така? И веројатно тоа го препознава светот, бидејќи ве го споменавте вие и танец и некои други фолклорни друштва кои што ја прават истата ова работа што и вие ја правите, се само показател дека навистина нашиот фолклор далеко е препознаен во светот и признаен. Има ли некоја друга земја или фолклор на кој што вие посебно уживате кога го слушате на овие надпревари? Пак, ете, не го знаете јазикот, музиката и играта немаат граници. Значи, сето си е убаво, сето треба да се прифати како што е нели од културата од кај што потекнува од која земја. И со восхит гледаме и ние на другите. Ја ќе кажам особено бев горд во Шпанија кога појдовме на дефиле, ја пееме, играме македонско девојче, гледаме други луѓе од страна се фаќаат и имаше и луѓе што ја знаат песната. И баш чувството е она да се почувствуваш горд на нацијата, горд македонец што се вика, ја презентираш културата. Нема поубаво. Нема поубаво, дефинитивно. Знаете како секој разговор гледаме да го направиме да биде автентичен и не би сакал никој пат да фингираме нешто, да користиме флоскули, потоа сме препознатливи. Има една работа, се сеќам, нема да именуваме на моја пријателка кога беше во некоја нели своја екзистенцијална животна криза, поаѓа на психотерапевт, честни случаи, некои ќе препишат антидепресиви. На неа психологот рече, запиши се на танц, фолклор, што и да е. Кај неа се направи и се промени целиот светоглед. Меѓутоа мора да признам дека најчесто се случува, искрено кажувам, секој од нас, брачни другар, партнер, дали нели ќе го имаме до крајот на животот, некој ќе има некакви паузи, па повторно ќе се спои така натаму, чинам дека ќе последочат можеби и токму Димитар и Маја, конкретно за дека брачниот другар поминува низ некакви турбуленции во животот, меѓутоа во одредена фаза во животот, нели, не да кажам ќе се здодее нештото, туку да се вклучат заеднички во некаква активност.
И тоа го имам слушнато многу често од психолози, психотерапевти, кога сакаат да се случи нели некакво спасување на бракот или да се продолжи векот на бракот, затоа што доаѓаат работни моменти, деца и така натаму се трупаат обврски. И тоа значи бърнаут, нели? Прегорување. Ке кажа тоа. Сакам да кажам дека некој пат и вклучувањето на брачни парови заеднички активно да се вклучат во една ваква, да речем, заедница е долготрајност и кај вас во љубовта, во долговечноста и како индивидуи, како семена идила. Мислам дека се сложиме дека тоа што заеднички сте вклучени на некој начин и поинакво поглавје се дожива и во бракот и слично. Така е, Марко, тоа е еден издувен вентил, ќе кажам, и на семејството, и на брачните другари, и на нас како поединци. И за екнување на односи. Така, енергијата во текот на денот, можеби заради голем број на активности, обврски што ги имаме, во текот на денот, можеби со Димитар некогаш и нема да се сретнеме дома, ама на игрорна се гледаме двајцата. Така, Едва чекате понеделник до среда да се видите. Таа енергија што ја примаме и што ја даваме на часовите, навистина за нас многу значи и баш токму тоа ги зајакнува сите релации домашни и заедно со дечињата, влијае многу позитивно, навистина. Кога имаш некој таков издувен позитивен вентил каде што ритамот, играта, песната, социјалниот момент, дружењето со останатите соиграорци, навистина допринесува. Затоа што и вие како брачни другари, вашите деца имаат твој табијат карактер и нели сите сме со различни карактерни особини, така што ќе кажам, свртевме нов лист во животот. Тоа сакам да кажам, сите што не гледат дека тоа е многу важно се спомене. Секако, мислам нема тука сомнеш во тоа. Нови луѓе, нови пријателства, нови активности, дружење, патувања, не знам, приватни забави, ние сме како едно големо семејство. Ке кажам, еве првата ветеранска група, каде што членуваме, да не претерам, ама сигурно еднашка месечно до 2 пати се собираме, некаде седнуваме, надвор од телевизијата. Заедничко фолклорно собрание. Апсолутно. Така си е. Мислам, тоа е сосема нов лист свртен во живот. И тоа се богатствата во животот некогаш. Тие нови релации, нови создавања врски со луѓето, навистина ја полнат душата и срцето и создаваат богатство за воиднината. Јас би го нарекол ова една нова политичка партија. Политичка партија, ама фолклорна политичка партија. И неутрална, без не, без никаква. Независна. Парламентарни, вистински. Во денешно време сите станаа политичари, пред ТВ екраните сериите. Затоа го споменав на почетокот. Ова е сосема друга димenzија. Тажно и гневно е кога гледате тажни луѓе на политика. Не се говори за серии, не се говори за афери, за тие работи. Чисто сме фокусирани само да си го презентираме и да уживаме во нашиот пребогат македонски фолклор. Јас ќе кажам за оваа средна генерација што сте ние. Ке речат, немам време, не можам да стигнам, обврските ме газат, носам деца, разнесам. За све се наоѓа време. Само се треба... Ги приоритизираме нештото во животот, ако му дадеме фокус на нештото. Така си е, дефинитивно. Значи, изреката дека нема време и не може да се дојде да се присуства, мислам дека... Многу често гледам, да речеме, и во моето обкружување, јас самиот некој пат се фаќам, кога, да речеме, некои работи гледате и си викате, колку гротесно ова звучи сега или изгледа сега, јас, нели, зошто во ова, нели, одма имаш некаква одбивност. Тоа е само една комфортна зона во која што нели си се наоѓаме, многу ни е убаво и цело време истите навики. Само тоа сакав денеска ве со цета да го појасниме. Нека се вклучат, ако имаете повеќе работа. Ќе се отворат и други друштва. А сега ќе биде полесно, значи јас полека заминувам во пензија со танец, значи моето опростување ќе биде сега на ете прилика да кажам и тоа на 8 април, каде што ете завршувам мојата голема кариера. Ајде, формално пензионирање ќе биде тоа. 36 години. Браво. 36 години во танец и пред тоа 10 аматерски, значи 46 години. Меѓутоа дома не се пензионирате? Не, никако. Јас кажам дека фамилиарно навлезени во ние сме цела фамилија, значи мојата ситуација. сопруга е исто така, значи една одговорна за сите комуникации, за финанси, за мојата ќерка која води неколку групи, мојот син кој беше доскоро дел од оркестарот, меѓутоа кој има потреба, тој се уште е тука
значи мојата мајка дома која не спрема со куферите за да бидејќи немаме време ние. Ете, јас сега се враќам од Шпанија, треба да дојдам со авион, да го оставам куферот, да го земам новиот куфер, да продолжам со другите групи за номадски живот. Сопругата моја и дел од нив да ги вратат останатите од Шпанија, да ги вратат назад во... Некој едве го чека. Нека се убави проблеми во Нека се тоа проблемите во животот. А инаку некој искрено едве чека да дојдат до пензиските денови, потоа вистински да се пензионираат од животот сам по себе. Не збориме од некое нели наше формално работење. Напротив, мислам дека добар пример си за тоа дека додека не држи умот и нозете и од танец и сите мои искуства ќе ги пренесам. Додека ме држи оваа снага, овие нозе на сите поколенија што доаѓаат во студио Фолк. Браво. Фала ви многу за разговорот, за убавата енергија. Јас верувам, како рече ти, четврта, може ќе има и пета ветеранска група, нека има само интерес и нека луѓето го негуваат фолклорот на овој начин, односно нека си дадат и нека си свртат и тие една нова страница, како велиш ти, Димитар, заради тоа што само позитивни нешта ќе може да почувствуваат. Следната средба нека ни биде за новите успеси. Апсолутно. Што рековме прва сега Емирати? Прво ние сега Турција со најмалите, па Шпанија со ветераните, значи со другите ветерански групи и дел од првата Шули Маја беа дека на една турнеја во Шпанија, значи потоа Хрватска, Тирана, Бразил, број на агендата, но ќе бидеме во комуникација. А имаме уште една новина. Значи почнеме да работиме, ето од оваа година да спремаме и луѓе за тим билдинг. Например, ни се јавија од Порше, Шкода, значи Volkswagen што е групацијата, треба да одиме вика во Белград на тим билдинг. Сакаме да се представиме со нешто македонско, да ја поздравам директорката Маја. Да, повторно ќе кажем, има многу општествени одговорни компании кои што значи тие имавме часови, ги научив да играат неколку ора, значи ги облековме во традиционални македонски носи, кога се представиле во Белград, биле невидена атракција, бидејќи прекрасно одиграле, тоа се луѓе што никогаш не играле, прекрасно изгледале и ете за еден тим билдинг. Значи, постигнавме еден неверојатен успех, па во следното што ни доаѓа со студио Фолклор, ќе спремаме и такви проекти, за да ете сите наши кои сакаат да се представат некаде кај одат со тим билдинг или не знам некоја друга манифестација, студио Фолклор е тука. Супер, тогаш телевизија след тим билдинг со вас. Обавезно. Стоиме на располагање. Супер. Фала ви многу и навистина посакуваме успеси да продолжите да ширите оваа љубов за македонската традиција и фолклор на секаде низ светот. Ето да.